Европатогени бактерии, ентерококи, псеудомонас аерогиноза и ешерихија коли се пронајдени во локалниот водовод во виничкото село Крушево. Слични резултати се добиени и од локалниот водовод во село Кршла, каде во водата има зголемен број на молиморфни бактерии. Ово го покажува последниот извештај на Центарот за јавно здравје во Кочани од извршените анализи за квалитетот на водата за пиење. Испитаниот примерок на вода во селото Крушево не одговара на законските и стручни прописи во однос на испитаните параметри за бактериолошка анализа, со оглед на тоа што има изголемен број бактерии на 22 степени Целзиусови. Исто така не одговара и според физичко-хемиската анализа поради зголемената потрошувачка на калиум перманганат, што е знак на органско загадување. Констатирано е дека нема хлорирање, односно има отсуство на резидентен хлор од 0,2 до 0,5 мг на литар. Водата во ова село не смее да се користи за пиење, туку само како технолошка. Се истакнува во извештајот од Центарот за јавно здравје во Кочани. Поради ова, на општината и е наложено за овдешните жители да обезбеди цистерна со чиста вода. Овие локално местни водоводи не се под надлежност на јавното претпријатие Солидарност. Ние правиме напори да ги преземеме согласно законските норми, да бидат во наши ингеренции, инаку јако не се под наша надлежност. Ние таму настојуваме со дозери со кои што дозираме хлор. Таму моментално се носи со цистерна која што е собственост на јавното претпријатие Солидарност, се носи чиста исправна вода за пиење од градскиот водовод во Виница. За жителите на селото Кршла исто така се препорачува водата да ја користат како технолошка, а во исклучителни случаи пред употреба да ја превриваат. Останатите испитани примероци од локалните водоводи во виничките села Калиманци, Трстија, Драгобраште, Трсино и Пеклани покажале задоволителни резултати и водата може да се користи за пиење.